Дубоко десничарење. Добре дојдовте у уште едно издание на Дубоко десничарење. Денес сакам да се осврнам на еден муабет што го имам чуено од некои луѓе. Све е тоа окей, Гоце Делчев, Питу Гули, Кочо Рацин, ама тие луѓе биле комуњари. Како може ти, еве, нели си голем дубок десничар, се повикуваш на нив? Вака иде таа работа. Ко прво и прво, тези комунизам не е комунизам. Тој нивни социјализам бил многу поише за предженски шепурење него вистински социјализам. Од мемуарите на Ѓорче Петров знаеме дека Гоце Делчев врска немал марксистичка теорија, значи не ги читал он големите социјалисти на неговото време, не бил заинтересиран едноставно човекот. Тоа е првиот муабет. Вториот муабет е секое движење, секој организиран покрет за постигнување некоја воено-политичка цел, а тие двете се едната иста категорија, војната е политика, политиката е војна, како што не учи генерал Клаушевиц. За да се постигне таа работа, треба централен организационен принцип. Централниот организационен принцип е она што ќе обезбеди кохезија и заедништво во рамките на политичката, војна и интелектуална елита на еден народ, на едно движење. Ова е потребно, бидејќи елитата по својата природа не се луѓе што знаат да следат така наречени интереси и инцентиви, туку се луѓе со висок степен на тумос, односно луѓе што не можеш баш лесно да ги влечеш за нос со морковот и со стапот. Мора некако да ги мотивираш да работат заеднички и чатпат дури и да се подчинат на некоја повисока волја, пошто нели се работи за воена организација, политичка организација, мора одгоре да дојде некоја наредба и да биде исполнета. Сега ти како такви луѓе со висок степен на тумос, со висока волја, со неконтролирани, како ќе ги ставиш во ред? Мора да им ставиш централен организационен принцип, некоја кауза на која што они ќе се подчинат и за да можат да функционираат. Ова го викаме, значи, генерација на асабија. Ова е заприметено од исламскиот мислител Ибни Халдун, дека асабија е она што ја држи дали е војската, дали бандата, дали нацијата, дали било која организација од тој тип, значи од најголемите царшти до најобичните улични криминални банди, секоја организација од тој тип, а државата и мафијата се организација и бандата од ист тип, ако не и исти размер и исти статус, има потреба од централен организационен принцип што ќе ја држи на купче, како би се ставиле високотумотичните особи кои што се природни војници, војни и политички оперативци, како би се ставиле во ред, пошто иначе такви луѓе не се ставаат у ред со само камшикарање, што би рекол или со подкупување. Не можеш ти ни да ги купиш, ни да ги застрашиш. Мора да им дадеш нешто кое што веруваат. Сега. Традиционално тоа нешто била верата. Значи, луѓе гинеле и се бунеле и победувале и све правеле у име Господово. Овде во Македонија ние сме православни, значи во име на православната вера, и православната вера е дел од митосот на ВМРО, на организацијата. Меѓутоа, во Европа, во европските земји, христијанството има изгубено на сила уште 16 век, а во 19 век, кога се формирала организацијата, више било многу опаднато. Можда не меѓу народот си биле верници, ама меѓу елитата било страшно опаднато верувањето во христијанството. И дури они да верувале во христијанството, да ишле у црква, тоа било она сувопарно идење у црква и они вистински не ги фаќал верски занес, како што сведочиме луѓето во средниот век, кога ќе ги
фател верски занес, например, некој витез, сега ќе го фати од нигде никаде, јас кидам во светата земја, ќе се замонашам, ќе станам темплар, витез темплар, што значи дека нема деца правење, нема жена зимање, земјата мора да си ја напушти, да ја остави на брат му, на било кој. Јас сега кидам, ќе станам темплар и фактички ќе си го завршам, ќе се откажам од световниот живот, ќе видам Божји војник. Немало више таква работа. Значи, а сепак треба да се генерира асабија. Не можеш со вера и тука се јавува идеологијата. И кога ќе речат од организацијата луѓе, како Гоце Делчев, како Питу Гули, како Даме Груев, па дури еден они не бил, дури еден Никола Карев, они не биле социјалисти како што ние тоа го разбираме, да он стварно, тоа е, да, добро, ние сме социјалисти. Тоа е како децава што ги гледаме у парк дека се пишуваат дека се панкери. Не дека он не е панкер, ама тоа панкер му служи како организационен принцип за неговата банда. Таква функција, например, денеска имаат не толку идеологиите, колку што имаат кликите, музичките правци, модните правци меѓу децата. Сега. И затоа ако ќе чујам некого, Гоце Делчев, Кочо Рацин бил социјалиста, за Кочо Рацин, за Асном, таа генерација па више скроз се губи и тој реликт на православие што го имало во ВМРО и они целосно го зимаат социјализмот или национализмот како организационен принцип. Многу од дејците на Асном се декларираат као социјалисти, некои не. Меѓутоа, што значи ова? Значи, они го зеле тој социјализам како централен организационен принцип, меѓутоа нивната вистинска цел од почеток до крај била ослободување на Македонија и востанување на вистинска македонска државност. И затоа, например, јас кога гледам, размислувам за некоја историска личност од Асномскиот период, од периодот на Народно-ослободителната војна, на Втора светска војна, и ќе рече некој тој бил социјалист. Прашаме, дали он бил социјалист, како например Рацин, како например Панко Брашнаров, или бил, тој еден термин што имам чуено, србокомунист. Значи, ова е Светозар Вукмановиќ Темпо, Лазар Кулишевски, тоа се пример за србокомунисти. Тоа се луѓе кои што не се македонски националисти, туку србославски и југославски империалисти, чија што цел не е востановување на македонска државност, не е нивна цел ослободување на Македонија, туку пропагација на српскиот империализам преку Југославија. И затоа не паѓајте у таа стапица да викате тој бил социјалиста, тој бил ваков, тој бил онаков. За да се организира национално ослободување, треба да имаш таков централен организационен принцип. ВМРО на времето го зеле за таков централен организационен принцип социјализмот. Еден дел од зошто е тој принцип земен е затоа што во 19 век социјалистите биле националисти, барале самоопределување за нациите, каде што наводници конзервативните сили и либералните повише биле заинтересирани за империализам, за подчинување на народите под големите империи. Така да, например, кога некој рече да измолиме од конзулите да ни дадат држава, тоа не било барање за самостојна и суверена Македонија, туку да се смени сузеренот, односно да се смени империалистичкиот газда на Македонија, да не биде више султанот, туку да биде некој таму, како што е тоа, например, направено во Грција и во Бугарија, се донесени од странски кралеви, наместо да имаш ослободување. Единствена земја која што навистина автохтоно се обидела да се ослободи е Србија, меѓутоа одма преминала во империализам и за тоа во некое друго видео. Резултатите мислам дека ни се више добро познати, така да не паѓајте на тие финти Гоце Делчев социјалистот, Кочо Рацин социјалистот. Нивниот социјализам бил националистички.
социјализам, да не речам национал социјализам. Бидете ми поздравени, се гледаме у наредна епизода од Дубоко десничарење. Се видиме.